Од најпосетуваните градови во овој летен период е Пробиштип. Таму функционира аквапаркот кој што ги избогатува содржините во градот во текот на летото. Токму за тоа како функционира Пробиштип во летниот период разговарам со градоначалникот Драган Анастасов. Добар ден и добре дојдот. Добро дојдовте. Поздрав до моите сограѓани, поздрав до гледачите на Македонска телевизија. Одлично ги чувствуваме високите температури овде во студиото, меѓутоа ќе разговараме за убава тема која што нуди малку опуштање и разладување во топлите летни денови. Веќе почна со работа единствениот сега аквапарк во државата во Пробиштип и сушност ваквите содржини во летниот период привлекуваат голем број на посетители од земјава, но и од странство, меѓутоа прашањето ми е што значи ова за општина Пробиштип. Пробиштип навистина има таа среќа да функционира и работи единствениот аквапарк во Македонија. Ако не сум грешка, мислам дека од пред година-две и во Штип се градеше, дали функционира не знам. Но во Пробиштип одлично функционира и освен тоа што е еден од промоторите, сум кажувал и токму и во ова студио, дека еден од промоторите на општина Пробиштип во понова историја аквапаркот. Тоа значи и бенефит не само за собствениците на аквапаркот, туку бенефит за целиот град, со оглед на посетителите кои што ги имаме. Еве да ви дадам информација дека минатата година во Пробиштип на аквапаркот се продадени 37.000 влезници. Навистина голема бројка. Тој почнува да работи почетокот на јуни месец, така да има одлична сезона минатата година и посакуваме оваа година да биде исто така добра сезона, затоа што не само аквапаркот со оглед на самиот капацитет на гостите кои што доаѓаат имаат овде бенефит и другите гостителски објекти, бидејќи посетителите се присутни на аквапарк, но многу често се присутни и во централното градско подрачје, односно во останатите угостителски објекти за да поминат време со најблиските. Многу често и поранешна општина Злетова тука опфатена или Лесново и Лесновскиот манастир, како една од можностите за туризам на нашата општина, нешто кое што го имаме од 11 век, го негуваме, вложува општината токму во Лесново, бидејќи е навистина преубаво место и треба да го чуваме и негуваме во природата. Многу често велиме во текот на зимскиот период помалите градови некако мируваат, меѓутоа кога ќе дојде лето, тогаш тие се најпосетените места и од домашните, но и од странските туристи и на сите оние кои што сакаат да уживаат во убавините, но и да ја истражуваат Македонија. Меѓутоа би ве прашала што е во фокусот на локалната самоуправа на општина Пробиштип во летниот период. Најверојатно меѓу многуте содржини се и оние кои што се вклопуваат во делот на културното лето како дел од културна и забавна програма. Месец август ни е резервиран за токму овој дел, да кажам, каде што општина Пробиштип има низа на културни манифестации, почнувајќи од Злетово на самиот Илинден, од 2 август, денот на рударите имаме недела на културата, каде што имаме постојано културни манифестации и активности. Морам да споменам дека Домот на културата од година во година се зима поголем замав за да прави организации. Да ги поздравам и сега токму овие денови се одржува и Лесновската ликовна колонија по 33 пат. Една значајна манифестација за нас за Пробиштип и можност да творат уметниците токму во Лесново, каде што се сместени. 70 години одбележува јубилеј општина Пробиштип оваа година. Честитки. Ви благодарам, нека се множат годините и јубилеите во иднина и така да со оглед на овој јубилеј во план е токму неделата кој е 24 па до 29-30 август да имаме низа на културни манифестации, секако овде е вклучен, како што споменав Домот на културата, многу наши пријатели од соседни држави ќе не бидат гости, ќе како и досега одиме традиционално со театарно отворено, со музички хепенинзи во делот на она кое што граѓаните најмногу сакаат, гледаме да ги задоволиме сите вкусови. Секако. И изминатите години навистина имаме посетеност на кога Пробиштип празнува, кога е големиот празник Богородица и денот на рударите на градот Пробиштип.
И ако велиме кој ни е најголем адут за да привлечеме туристи, секако тоа е нашата традиција, природните убавини и културно-историското богатство, односно наследство што го имаме. Тоа би значило и можност за развој на алтернативниот туризам. Го споменавте Лесновскиот манастир, но има уште многу други содржини и моменти кои што можете да се посетат во Пробиштип. Меѓутоа, она што мене ме интересира, колку вие како локална самоуправа вложувате и што правите во насока на искористување на туристичкиот потенцијал, особено и во летниот период? Кога збориме за црковниот туризам како алтернативен туризам, токму фокусот наш, бидејќи на општина Пробиштип имаме повеќе манастири, имаме една одлична рута за посетители. Меѓутоа, фокус е Лесновскиот манастир. И таму општината вложува најмногу. Во делот на инфраструктурата, ево тука да најавам дека веќе наредната недела ќе следи ребаланс и потпишување на договор за да го решиме проблемот со паркинг просторот, бидејќи на вистина... Тоа е најголем проблем во сите туристички места, пристапноста до одредени локалитети. Значи, пред 2 години комплетно реконструиран патниот правец, буквално од Скопје до Лесновски манастир. Така. Но овде сега каде што имаше проблем во делот на паркирањето, близу 9 милиони денари се обезбедени за Лесново да го реши проблемот со паркирањето, бидејќи во деновите на викенд на вистина е посетено и тоа не радува и затоа тука средствата се оправдани кога инвестираме во можност да сите наши туристи дојдат и да го видат Лесново, не само туристи, туку голем дел и на верници. Така. Сега ако кажам дека Пробиштип е еден од најбогатите градови во земјава, нема да сгрешам, нели? Така било сигурно 80-тите години, 85-6, Пробиштип важи за еден од побогатите во поранешниот систем градови, по глава на жител. Ке кажам слободно дека сме добри економски во овој период и во изминатите години, во делот на предсе индустријските капацитети, фабриката за акумулатори, но секако како за жал ќе кажам и другите населени места и Пробиштип го има тој проблем со миграцијата. Добро, ја само ќе се надополнам. Рековте благодарение на стопанството, односно индустријата што представува двигател на економијата, имате економски раст и сте економски јака општина, но сето тоа дава и можност за екзистенција на жителите, па на тој начин и да имате еден предуслов да се намали иселувањето. Има ли иселување од Пробиштип, затоа што пак поради ова развиено стопанство и индустрија се очекува од другите населени места да доаѓаат во Пробиштип? Има блага миграција од соседните општини каде што екзистираат во Пробиштип. Ако направиме на компарација со другите градови, Пробиштип го има тој помал процент на иселување. Така. Меѓутоа сепак го имаме. Разговараме со самите инвеститори кои што ги имаме во Пробиштип. Општината прави низа на мерки во делот пред на детска социјална заштита или мерки за да можеме да предомислиме од родителите, од младите брачни парови за да останат. Да, меѓутоа сепак најважниот момент е екзистенцијата. Ако имате развиено стопанство и можноста за вработување на граѓаните, тогаш и поголема нели веројатноста дека ќе останат да живеат во општината. Така, веројатно затоа споменав дека помал процент споредбено со други општини е миграцијата во Пробиштип, но сепак за жал ја имаме и веројатно тука можеби не е само причината од екзистенцијалниот момент приходите, него веројатно и самиот систем во државата. Така. Сега покрај екзистенцијата, секако и условите се многу важни за да некој остане да живее во одредена општина. Урбанизирана општина со функционална инфраструктура е всушност и предуслов за модерна општина која што ќе им овозможи одлични услови за живот на граѓаните. Имате ли многу предизвици во таа насока или генерално функционирате како модерна општина и ги имате генерално реализирани сите услови кои што се потребни? Секоја локална самоуправа има предизвици, но слободно можам да кажам дека Пробиштип е млад, урбан и модерен град. Можеби предноста која што сме една од помладите општини во државата, да ја имаме и онаа предност да сме урбанистички добар град. Така. Во слободно ќе кажам дека огромни средства се вложија во Пробиштип, во патната инфраструктура, во рехабилитацијата на постојачката патна инфраструктура, каде што со самите инвестиции
даваше можности да ги решиме и проблемите на нашите сограѓани. Нормално дека се уште постојат проблеми, лимитирани се можностите на локалната, но слободно ја кажам дека Пробиштип е една од најуредените урбанистички општини во државата. Ама мораме да нагласиме дека иако говориме за самиот град, во рамки на Пробиштип функционираат и поголем дел на други населени места кои исто така треба рамноправно да добијат одреден статус и исполнување на одредени услови за убав живот на граѓаните. Успевате ли да постигнете секаде? Така, во самиот буџет и програми кои ги прави општината, секогаш дава простор на руралните средини, на поранешната општина Злетово, на другите населени места, со оние комунални проблеми кои што и се најнеопходни за нормални услови за живот. Пред се, со климатските промени, кажам, години наназад се инвестира во водоснабдителни системи, бидејќи водата ни се губи. Исто така овде се значени патната инфраструктура која што ја споменав. Многу често знам да кажам на оваа тема дека сите овие инвестиции се задоцнети, бидејќи селата ни се намалуваат, прашање колку се оправдани ваквите инвестиции, меѓутоа кога станува збор за наши сограѓани мораме да инвестираме. Да, убаво кажавте, додека ние се одлучиме или најдеме начин како да ги реализираме одредените проекти, дали за канализациона мрежа, водоводна мрежа, граѓаните ќе ни се иселат од селата и ќе немаме за кого да вложуваме, но ајде, напорите остануваат и желбата да се направи нешто повеќе, во смисол на тоа пак да ни заживеат руралните средини, кои што можат да бидат еден навистина голем економски предизвик за државата, доколку им овозможиме на граѓаните да се вратат, да развијат некаква собствена екзистенција преку собствен бизнис, најмногу го потенцираме овде туризмот, и на тој начин да имаме силни економски рурални средини. Колку сметате дека се ова е возможно? Пред се со помош на локалната самоуправа и со поддршка на државата? Ако сакаме да имаме развој, мора да биде пред се вклучена државата. Ако сакаме да направиме нова додадена вредност, тогаш треба инвестиција директно во економијата или во економските капацитети. Така. Локалните самоуправи ги подобруваат условите за живот. Меѓутоа, тие не може да направат нова додадена вредност. Директни треба инвестиции од државата во економските, со свртување на самите економски мерки за да се подобрат условите за живот на сите граѓани. Оно што особено ме интересира при функционирањето на локалните самоуправи е транспарентност. Транспарентноста значи да бидете отворени кон граѓаните, пред се да давате отчет за тоа што сте го сработиле, но пред се да го слушнете гласот на граѓаните за тоа што им е потребно, па во таа насока и да ги градите, предлагате и реализирате проектите. Тоа е едно работите кои што ме прават горд како градоначалник, бидејќи ако влезете на страната на општина Пробиштип или на фан страната кај мене како градоначалник, ќе видите дека Пробиштип е позиционирано на трето место на ниво на држава. По транспарентност, по транспарентност, а прва во источниот регион, како тоа општина Пробиштип работела годините, мислам дека оценувањето беше за 24-та година, и така да тоа покажува само дека општина Пробиштип оценувањето беше во транспарентноста и антикорупцијскиот перформанс, кој што го имаме како општина, односно како се спроведуваат јавните набавки. Так. И тука е тенденција на општина Пробиштип што е можно да спроведе потранспарентни јавни набавки, да има поголем интерес, односно да има конкурентност кај самите економски оператори, за да може да останат што е можно повеќе средства за да реализираме поголем број на проекти. И сега спротивно на тоа пак да не ја запоставиме транспарентноста, односно одговорноста на граѓаните. И тие не имаат некаква одговорност према општината, меѓу кои почитување на некои правила и норми, но и плаќање данок. Колку се граѓаните одговорни? Во тој дел Пробиштип има висок процент на наплата на данок, но во делот на сумата која што е издвојува не е многу висок. Така. Значи, вкупната, еве да дадаме на информација, вкупниот приход општина Пробиштип кој што го убира по основ на данок на имот, комунална такса и така натака е 10,5 милиони денари. А вкупните трансфери кои што ги прави преку програмата за социјална и детска заштита према граѓаните на општина Пробиштип надминуваат 20 милиони денари. Така да повеќе од дупло враќа општината на своите сограѓани
И тоа се мерки све кои што сме ги договориле заеднички со граѓаните. Сметаме дека биле потребни мерки кои што, како што споменавме претходно во делот на економијата, на начинот на живот, екзистенцијата на нашите сограѓани, токму затоа и овие трансфери ги правиме. Да секој еден граѓанин се пред се да знае дека општината мисли на него, имаме низа на мерки и подршка. Да, ги споменавте социјалните мерки и практично Пробиштип е општина една од ретките со толку голема програма за детска социјална заштита, па може некако да ми издвоите нешто тоа што е позначајно? Токму така Пробиштип во овој дел има навистина што да се збори, меѓутоа само ќе опфатам неколку работи. Прво, дека сме една од општините каде што го имаме решено проблемот со згрижување на дечињата во детските градини. Така. Пробиштип е општина каде што самохраните родители, лицата корисници на социјална помош, семејствата до 60.000 денари, за нив градинката ја покрива општината, односно имаме бесплатна градинка. Секој ученик до 5 оделение има бесплатен оброк во сите училишта во Пробиштип. Освен тоа имаат своји униформи за да ја немаме класната разлика кај самите ученици. Така. Секое лице со попреченост во Пробиштип по повод денот на рударите добива по 20.000 денари, тоа е некаде околу 200 наши сограѓани. Така да во тој дел општина Пробиштип навистина издвојува многу и како општина не прави една од ретките да имаме ваква социјална и детска заштита во Македонија. И ако говориме за сето она што е потребно и го правите, има ли нешто што представува сериозен проблем со кој што се справувате како прв човек на општината и во иднина треба да го реализирате или нешто што е барање на граѓаните? Споменав пред малку дека секогаш постојат предизвици или проекти Така? кои што бараат да се заврши, да се реализира. За дел од тие во минато да ја кажам дека некогаш и самите ние сме виновни, граѓаните, односно, ајде да кажам, дел од советниците во делот кои ги носат приоритетите или одлуките, но за оние работи кои што треба да ги да се случат во Пробиштип за да ги решиме проблемите, мора вклучување на државата. Така. За да се реши. Мислам дека минатото моје гостување овде зборе за јаловишната депонија, еден како проблемите. Имавме предлог решение. Не се успеа тоа пред 2 години. Навистина ми е жал за таквата можност која што имавме како генерации, како граѓани да го решиме. Тој проблем децениски за граѓаните на Пробиштип, но се надевам дека ќе дојде решението. Дека во догледно време ќе успеете да го решите. Така. Овие прашања кои ги офативме сега практично се од делот на секојдневието и функционирањето на локалната самоуправа, изнаоѓање решенија и начини нели за подобрување на условите на живот и генерално како живеат граѓаните. Меѓутоа, како започнавме? Пробиштип за сите оние кои што ќе дојдат да го посетат во текот на летниот период ќе го доживеат во една малку поинаква летна магија, токму поради единствениот аквапарк во државава, културните содржини, природните убавини и сето тоа што можат да го видат и да го посетат и да уживаат во него и навистина е посебна таа летна магија која што имаат градовите во земјава. Јас ќе апелирам или ќе ги поканам сите оние кои што се уште не дошле во Пробиштип да го видат и аквапаркот или Снонскиот манастир и музеот за ретки минерали и сето она кое што го нуди Пробиштип. И навистина има многу чести коментари за луѓето кои што годините наназад прв пат биле во Пробиштип, дека се позитивно изненадени од она како Пробиштип е уреден и како град е Пробиштип. И сега морам да ве прашам, за разлика од туристичките центри, така? Па и главниот град, граѓаните многу често знаат да реагираат на високите цени во угостителските објекти или некои други услуги кои што ги користат. Какви се цените во Пробиштип? Дали сите оние од другите градови кои што ќе дојдат ќе поминат поевтино? Како туристичка дестинација? Да кажам, во тој дел сметам дека ајде Пробиштип има нормални цени. Меѓутоа дека ако се очекува споредено со некои градови дека е многу поевтино, нема да бидат баш не треба да бидат сигурни баш во тоа, но со оглед ќе кажам овде во делот на предизвиците кои што ги имаат самите угостителски капацитети врз основа на сите нивни предизвици и така и ги формулираат самите цени.
Јас ви благодарам многу за гостувањето. Се надевам дека во овие 15 на минути успеавме да го доближиме Пробиштип и животот на Пробиштип, но и тоа како ќе пулсира во летниот период на нашите граѓани. Уште еднаш можност, ако сакате една порака до граѓаните, веќе ги поканивте. Ви благодарам уште еднаш на поканата и на можноста да зборам за убавиот Пробиштип и уште еднаш само ги поканувам сите кои што сега не гледаат да дојдат во Пробиштип. Пробиштипи не се одлични домаќини, така да во тоа не се сомневам. Ви посакувам убаво, но и успешно лето. Благодарам.